Почитувани гледачи, добре дојдовте во најновото издание на нашиот подкаст. Како што тече најавите, така и се оствари. Денешен гостин е доктор Живорад Коцевски, специјалист по пластична, реконструктивна и естетска хирургија, кој што речиси 2,5 години е во клиника Жан Митрев и со кого ќе разработиме една многу интересна тема. Веќе знаете, ќе зборуваме за зголемување, но и намалување наградите, нешто што е актуелно и како тема потреба кај голем дел од популацијата последниве деценија, можеби и повеќе, затоа ќе ни објасни повеќе докторот. Исто така сакам да најавам дека ова е последен подкаст во оваа сезона, од септември ќе стартуваме повторно и драго ми е што со една ваква тема ќе завршиме оваа сезона и што посебно еден млад доктор ќе ни гостува во подкастот. Доктор Живорад, добре дојдовте во подкастот. Жарко, ти благодарам на поканата. Да, драго ми е што ја прифативте да дојдете. Знам дека сте постојано зафатени, ве одвоивте еден час да ни гостувате и на малку поинаков начин да ве представиме и вас и вашата работа на пациентите, посебно со една ваква тема. Да. Кога зборуваме за зголемување на наградите, чинам тоа е тренд можеби деценија две, можеби повеќе. Зголемувањето на награди не е тренд во деценија или на две, него тоа е нешто што веќе се работи еден век наназад. Така тоа е една процедура која што за прв пат се спрема уште во 19-тиот век, во 1880-та година започнува тој развој на трендот за зголемување на награди. Така да тоа е нешто кое што трае многу повеќе, но актуелно се промовира со Мерлин Монро, со Деми Мур уште од 1960 година, па навака зазема голем замав. Да, она што еве сега да речам е, како што рековте, актуелно е постојаното притискање за вакви операции. Каде го гледате вие, каде гледате потребата од пред од женската популација постојано да се зборува и да се притиска кон ваква промена на телото? Дали е тоа здравствен, психички или поинаков порив? Значи тоа е веќе и социјален порив, каде што со губењето на патриархатот, со добивањето на правата на жените и жената сака да има убав изглед, а жената како индивидуа во општество сака да си вложи во себе, да биде посигурна и тоа е најчестата причина зашто жената подлегнува под естетски корекции, не само за зголемување награди, туку и за други блефаропластика, ринопластика и останатите процедури. Најголемо влијание пред се имаат социјалните мрежи. Социјалните мрежи доведуваат, сите сме бомбардирани, тоа доведува до една типизација, како што е например во Турција. Секоја втора жена има барби нос, секоја жена има затегнување на очните капаци во однос на cat-eyes lifting, така да во Америка има зголемување на гради, во Латино Америка има зголемување на задник или Brazilian butt lifting, така да се тоа се прави најголемо влијание пред се имаат социјалните мрежи. Да. Вие, како што напомнав, речиси 2,5 години сте во клиника Жан Митрев. Чисто за оние кои што не знаат, претходно работевте чинам во Србија? Да, на специјализацијата и постспецијализацијата работев на Војно-медицинската академија во Белград и исто така работев во две приватни болници во Белград, каде што генерално се спроведуваат естетски процедури. Да. Како се најавте ве нашата клиника, колку е место каде што може да се прават вакви интервенции? Значи вака, тоа беше еден интересен почеток, кој што со доктор Митрев баш го зборувавме тоа. На почетокот, до моето доаѓање во болницата, немаше ниту една операција од домен на пластична, реконструктивна и естетска хирургија. Тоа беше нешто ново, каде што моравме сами да направиме се. Тоа беше целиот товар нанесен на мене во однос и на организација, и на набавка, и во однос на развој натаму на самата гранка. Да, колку ви помогна на искуство што го имавте? Многу помогна, затоа што сепак бројот на операции таму беше преголем, на бројот на компликации и начинот на справување со компликациите е од големо значење. Затоа што не си добар хирург ако ја направиш операцијата, туку добар хирург си ако знаеш да се справиш со самата компликација.
и ако можеш и да ја избегнеш. Така да од големо значење беше на специјализацијата и работењето во Белград. Да, тоа го преточивте овдека во еден нов систем, во една нова гранка која што се развива успешно. Сега, во односа, би сакал да додадам само, во односа на тоа, значи, колку и да знаеме, колку и се, ако местото не ти даде услови за да работиш, не можеш да работиш. Така да, за среќа, ја развивавме пластичната хирургија во Жан Митрев, која што е болница каде што ги имаме сите услови за развој и натамошен развој. Така. Еве кога зборуваме, рековме ќе зборуваме за зголемувањето на гради, дали има и намалување на гради? Секако дека има и намалување на гради. Значи, тоа е претпоставуваме од здравствени причини најчесто. Како прво има повеќе причини зашто пациентката доаѓа за намалување на гради. Едно е заради чувство на тежина, на веќе после пораѓај, после доење, кога доаѓа пациентката на 40-50 години, веќе градите сметаат. На пациентката има повеќе тегоби, се поти, има тежина, боли кичмата. Така да, заради тоа најчесто пациентките се заинтересирани за намалување на градите. Од друга страна, како што жената старее, доаѓа по гравитација да спаѓаат градите. Така да, една од причините за операции естетска корекција на гради, мастопексија, односно подкревање на градите, е токму тоа. На самото старење што доведува до спуштање на градите. И, кога зборуваме од медицински аспект, имаме за тоа и објавено и труд, во Србија имаме јувенилна гигантомастија. Тоа е кога пациентката во текот на самиот пубертет добива енормно големи гради. Тоа е една пациентка, нема да споменувам име, тоа е една пациентка која што имаше 16 килограми, тежеше една дојка. Пациентката имаше 3 пати оперирано на рбетен столб, неврохируршка операција, баш заради преголеми гради. Да, зашто не ги оперирала градите од затоа што на почетокот, или може би ради возраст. На почетокот возраста, ајде да видиме докаде ќе расте. Значи, како пред 18 години не е препорачано оперирање на гради, како и за секоја друга процедура. Зашто? Растат градите уште. Така да ако ги оперираме на 12 години, што ако порасне пак на 15 години? Така да, тоа е малку мач со две оштрици и се остава кога ќе заземе да влезете кај секој пациент. Еве, можете да ни кажете како тече една процедура на, да речеме, диагностицирање на пациент за зголемување пациентка или намалување на гради? Значи вака, пред се како тече процедурата. Претпоставам треба првин преглед да пациентката доаѓа на преглед и да се како и секој друг пациент за секоја друга патологија доаѓа на преглед и си го поставува своето барање. Значи, кога ќе влезе пациентот, што ве мачи, како можеме да помогнеме. Сакам зголемување на гради. Добро. Колку ти сметаат твоите гради? Колку би те задоволило зголемување на градите? Што би сакала да добиеш? Практично откривате низината желба на... Да, желбата, затоа што има една мала разлика која што ја затегнав во Македонија за разлика од Србија. Во Македонија доста пациенти доаѓаат кои што сакаат, ама не се одлучни. И чисто сакаат да се информираат. И пациентите доаѓаат, прашуваат. Добро, да размислам. Уште еднаш се јавуваат, уште еднаш доаѓаат, да размислам и немаат одлучност некако за на таа естетска процедура. Што мислите, дали можеби тука едукацијата малку фали повеќе? Тоа е малку и едукацијата што фали малку повеќе, али и самата култура малку е во оваа средина. За разлика од тоа што го доживеа во Белград, каде што пациентката која што сака зголемување на гради доаѓа и веднаш на самиот преглед ја дојдов за зголемување на гради, за кога може да ме оперират. Така да, значи решението и од луката сепак тоа е и заради музичката естрада во Белград која што фаворизира зголемување на гради, заради самиот ноќен живот во Белград, самата култура и социјалните мрежи, таму поголема е самата сигурност на пациентите. Така, колку вие се трудите да ги убедите или разубедите пациентите? Најлошо е нешто да убедуваш некој кој што не е сигурен.
Значи, кога доаѓа пациент за зголемување на гради, не само за зголемување, за било која естетска процедура, го работиме само пациентот кој што 100% е сигурен и сака да ја изработи самата интервенција. Зашто? После самата интервенција пациентот од кај нас треба да излезе и позадоволен и поздрав. Не смееме да оперираме, да го тераме со сила пациентот. Тоа е и против секој морален кодекс. Значи, пациентот кога е комплетно спремен, кога го посакува тоа, тогаш ја правиме операцијата. Често пати се случува, особено тоа е често кај пациенти кои што сакаат да оперираат нос. Пациентите не се спремни. Ако не е пациентот спремен за операцијата, постоперативниот тек го доживува многу лошо. И потоа пациентот лошо поминува низ целата процедура. И затоа ги бираме, ги селектираме пациентите. Не е проблем, не мора да оперираме секој, но го оперираме тој кој што баш е кандидат и баш кој што има желба. Да, тој што си ја сака промената. Да. Така, и сака да ја доживее и живи. Да, кој што ќе му значи промената на телото. Да, дали имате случаи кога желбите се надвор од она што Имаме може да се случај. направи? Како реагирате тогаш? Вака сега, во медицината, во пластичната хирургија има еден синдром BDSM, Body Dysmorphophobic синдром. Во однос на тоа, секоја книга за пластична хирургија започнува со Body Dysmorphophobic синдром. Како да го признаеме, да го препознаеме и што да направиме. Тоа е синдром кај кој што на сигурно сте ги гледале на слики од пластична хирургија каде што пациенти претеруваат, многу големи образи, големи усни, веќе го губат природниот изглед. Има многу контраефектот. Значи, многу добиваат лош изглед, а пациентот сака се уште. И колку и ние да правиме, ние само правиме лошо за тој пациент. Така да колку е тешко да го соочите таквиот пациент со реалноста и да му речете толку доста е веќе? Значи може секој доктор има право да каже извини, но јас не се сложувам со оваа процедура. Јас не би ја правел оваа процедура. Тоа е мој совет, вие дојдовте на еден разговор, тоа е мој совет. Ваша е одлугата за понатака. Ако сакате, слободно, можете и на друго место побарајте второ мислење. Но јас за ова не се сложувам. Во таа ситуација сте фер. Да. Колку здравствено е, да речеме, колку здравјето на пациентот е во ризик кога става импланти, еве посебно како поголеми импланти се оние наградите за кои што зборувавме, колку вие подоцна го следите тој пациент? Значи, како тече постоперативниот период во смисла и во текот на годините отичинам телото се менува, претпоставувам треба да се следи. Значи вака, како прво донесов нешто да ви покажам, за кое што да сватите што е заправо имплант за гради. Да, може да ги покажеме, вие имате донесено? Да. Може да. Тука донесов различни форми, различни големини на импланти и различен тип на имплант. Да, може камерата да ги фати, веќе се гледаат. Да, значи, гледаме дека големината е различна. Големината е различна. Секој пациент е различен. Така да кога одлучуваме за конкретно овие се за гради. Овие се за гради. Каде што може да видите која е разликата во големина, а може и да видите која е разликата и во тежина. Да, и самата текстура е поинаква, може. Текстурата е поинаква. Се си има своја индикација кога каде се применува. Значи, што значи ова најмалата, што значи најголемата? Најмалата тоа е колку пациентот, тоа е големината на дојката постоперативна. Значи, кога сакаме да добиеме на гради кои што имаат средна големина, така наречена тројка во женската популација, кои што не задоволуваат убав изглед, тоа е овој имплант. Затоа што кога ќе дојде и масното ткиво, жлездата и кожата, преку самиот имплант на дојката станува доста поголема. А
кога го ставаме овој имплант, тогаш добиваме Кој број е, енормен изглед. Значи, овој имплант би бил наменет, ова е на 550 големина имплант, ова е 275 големина имплант. 550 имплант големина, тоа би било за жена која што 1,90 на сантиметри висина и која што има широк граден кош, која што може, има и сила, има и јаки мускули и може да ја поднесе самата тежина. Доколку овој го ставиме на млада пациентка која што има да кажеме 20-22 години, а има висина 1,50 м, како прво не може да се имплантира, преголем. Втора работа и да успееме да го имплантираме прави на доста постоперативни компликации во однос дистензија на кожата, притисок на самата рана, лошо зараснување на раната и се да помине во ред во текот на времето како што имплантот под гравитација, под тежината спаѓа надолу. Тоа ја влече кожата. И тоа е причина зашто имплантите се менуваат. Затоа што после еден период како што кожата се влече, станува многу поголем самиот џеб во однос на имплантот, па треба да се направи или на редукција на кожата, односно лифтинг на градата, мастопексија, или пак да се стави уште поголем имплант. Затоа е битно пред самата операција да се зборува, да се направи убав муабет со пациентката со која што ќе се предочат сите понатамошни работи. Дали вие на пациентките им ги покажувате сите овие импланти како изгледаат и да ја почувствуваат нивната тежина, и да ја треба да се вградат во нив? И да ја почувствуваат тежината, и да ја почувствуваат текстурата, и едноставно да имаме градник кој што се поставува и се поставува имплантот. Иако пациентката ја оставаме 15-20 минути, размисли, ова ќе го носиш минимум 10 години. Кога се купува облека, па се мислиме половина час време. Така да треба убаво да се размисли. Зашто? Имплантите како импланти се сигурни. Имаме ова е имплант од фирмата Mentro кој што дава доживотна гаранција за самите импланти. Што конкретно е неговата содржина, да речеме? На кохезивен гел. И во однос на тоа самиот имплант е доста сигурен. Така да мислата ми беше, пациентот најчесто ги менува во денешно време за разлика од претходно. Ова се трајни импланти. Пациентот ги менува имплантите само заради тоа што доаѓа до изменување на дојката, на спуштање на дојката. Можеш да видиш која е цврстината на самиот имплант. Доста е цврст, доста е отпорен. Самиот имплант во однос дали може да пукне? Да, може да пукне со притисок од сила од преку 650 килограми. Ако има 650 килограми да паднат на имплантот, ќе пукне. А што се случува со градниот кош? Така да, тоа е веќе сообраќајни несреќи од катастрофален размер. Да, а самиот не. Во однос на тоа, самите импланти се едни од најиспитуваните материјали во историјата. Зашто? Затоа што ова е сепак за естетика, за козметика. Не е medical device кој што се користи за третирање на болест, него ова го поставуваме ние генерално во 99% кај здрави жени. И поради тоа мораме да бидеме сигурни дека нема да направи никаков контраефект, нема да направи никаква последица по здравјето на самата жена. Затоа имплантите се сигурни, но не сигурно е доколку се одбере преголем имплант за пациентката и нормално несигурно е доколку не се изведе од страна на квалифицирано лице. Така колку е временскиот колку трае операцијата, колку трае лежењето во болница, условно кажам? Операцијата трае се додека не се заврши. Така да тоа е индивидуално. Најтешко прашање за хирург е колку трае. Што ако се одложи на анестезијата, ако повеќе треба пациентот да му треба да влезе во војот во анестезија. Што ако едноставно имаме имплантот го ставаме, не оди комплетно, па треба дополнително да препарираме. Така да операцијата трае од 40 минути до 1,5 час.
Може да биде и за 40, може да биде и за 1,5, но никој не брза со времето. Треба да ја направиме успешно и да биде на се во ред. Да, пациентката останува во нашата клиника после уште 1-2 дена? Пациентите генерално пациентите остануваат 1 ден сигурно вечерта, следниот ден доколку е во ред пациентката може слободно и да си оди. Доколку има било каква потреба, нормално останува и повеќе денови. Но најчесто не остануваат повеќе од 48 часот од самата операција. Затоа што се чувствуваат добро, стануваат, одат, се функционираат. Нема нормално е да има, како и бенка да се вади, има мала болка, така да нормално е да се чувствува мала болка, ама таа се купира со аналгетици. Не е нешто страшно. Не е како операција од абдоминална операција или торакална операција, кардиохируршка операција. Тоа е предност кај пластичната хирургија. Тоа е тешка хирургија, но кој што во оваа ситуација пациентите лесно го поминуваат постоперативниот тек. Да, едно прашање, чинам ќе ги интересира сите оние пациентки кои што сакаат да направат ваква промена и корекција на своето тело. Колку имплантот ја менува функцијата на градата? Не ја менува функцијата на градата. Дали е тоа безбедно во смисла? Тоа е безбедно затоа што на имплантот има два начини на поставување имплант. Едниот начин е имплантот да се постави под самата жлезда, со која што ние не го реметиме жлезденото ткиво, не влијаеме на самите канали, така да пациентката и доколку и не раѓала и не доела, во натамошниот тек може да раѓа и да дојде. Нема никаков проблем. Доколку се поставува под мускулот, исто така нема никаков проблем. Да, дали постои медицината веќе во медицината постојат некакви техники на работа каде што се минимално инвазивни, а станува збор за имплант? Во однос на самите импланти нема минимално инвазивна техника, има различен пристап. Во однос кои се пристапите на имплантот и имплант. Целта на операцијата е да го вметнеме имплантот во дојката. Како ќе го вметнеме во самата дојка? Дали резот ќе биде под самата дојка, во инфрамамарната регија, каде што би имало до некаде видлива лузна од 5 см, би бил околу самата брадавица, каде што помалку е видлива лузната, или пак имаме преку самата пазушна јама. И постои и преку самиот папок, но тоа е по мене доста ригидна процедура каде што можеме да направиме доста повеќе компликации од него отколку да со пациентот добие лузна од 3-4 см. Да. Убаво објаснето е што станува со машката популација. Често има здравствени проблеми, сме сретнувале по интернет каде што машки од машки пол имаат гради. Како тоа го решавате? Значи, во однос на машкиот пол, на зголемување на дојката кај машкото, тоа е гинекомастија или липомастија. Во однос на болест, зголемени хипертрофични гради кај машкото е гинекомастија или липомастија, во однос дали е зголемено масното ткиво во дојката или пак е зголемена самата жлезда. Така да, доколку има таква ситуација, ако е масното ткиво, тогаш правиме липосукција, со која што го вадиме масното ткиво и се решава состојбата. Но, доколку е жлездата, тогаш го ја вадиме жлездата и пациентот добива рамни гради. Во однос на машките, би сакал да додадам, се случува и карцином на дојка и кај машката популација. Иако ретко, сепак го има. Така да, во однос на тоа, кај машки кои што се бават со фитнес, често има да се случи да е потребно да се направи мастектомија на едната дојка и добиваат асиметрија. Така да сме имале доста случаеви каде што и кај машко имаме вградување на имплант. Чисто ради симетричен изглед. За добивање на симетричен изглед. Исто така постои и ситуација која што тоа е вродена аномалија која што се нарекува Поландов синдром. Поландов синдром е апсолутна медицинска индикација за поставување на импланти за гради. Се јавува и кај мажи и кај жени, каде што недостасува самиот мускул, не само дојката, него и самиот мускул пекторален, и големиот и малиот. Така да имаме на едната страна имаме добро развиена дојка или гради кај машко, а од другата страна пациентот е комплетно рамен.
И тој пациент има индикација за тоа што облека да облече се познава разлика. Не може да излезе на плажа, нема самодоверба. Уште кога е дете, излегува на базен, наидува на булинг од страна на другите деца заради тоа што нешто кај него е различно во однос на другата популација. Така да често користиме импланти, тоа не се истите импланти како овие, него импланти четвртасти, кои што се прават по мерка на самиот пациент. Кои што го имитираат мускулот, а кај жена имитираат мускул и преку тој мускул поставуваме дополнително класичен имплант за зголемување на гради. Да, ова е доста персонализиран пристап. Да, да. Колку ние имаме соработка со сите овие добавувачи, тоа е, претпоставам, сериозна... Да, тоа е сериозна работа. Ова пред се, ова се медицински продукти кои што мора да бидат сертифицирани, затоа што не можеме ние да ставиме на човека нешто кое што не знаеме кој го произведел, какво е потеклото, дали е сигурно, дали е стерилно пред се, затоа што една бактерија да навлезе во самиот джеб каде што се поставува имплантот ќе направи хаос. Така да во Македонија има добавувачи и сега во моментов е лесно достапно да се набави импланти. Тоа се најчесто ние во Жан Митрев ги користиме имплантите на Ментор и на Мотива, двете најпознати светски фирми за производство на импланти. Ви кажав, Ментор дава и доживотна гаранција за самите импланти. Така да не смееме да си играме со нешто кое што некој го произвел во подрум или нешто купено од Тему во ново време или така. Да, мислам. Сепак ова е тоа го прави. Се што се случува. Се што се случува. Да, на се имаме видено се. Дојде искомплициран пациента, веќе направил таква грешка, дали би го примиле вие? На вака сега. Хипотетички зборувам. Дали сте имале таков случај? Имаме такви случаеви, каде што кај пациентот не идува на компликации. Но, генерално, секој хирург се труди да се реши својата компликација. Со останатите лекари, секако ние имаме комуникација. И не е работата тука да украдеме од некого пациент, него да помогнеме на самиот пациент. Доколку на пациентот не ја добил адекватната нега на компликацијата, секако ние ќе предложиме третман. Но секако комуницираме и со докторот кој што тоа го направил. Така, што ќе им порачате при крај на разговорот на сите оние кои што пред се за пациентките зборуваме, кои што сакаат да направат промена на своето тело, конкретно, значи корекција на градите, а се двоумат? Пред се потребно е да направат еден разговор со едуцирано лице во однос на самата проблематика, односно специјалист по пластична, реконструктивна и естетска хирургија, со кое што ќе биде детално објаснето на целокупната предоперативна постапка, операција, постоперативниот тек, ризикот за можни компликации, што не очекува во натамошниот 10-15 годишен третман период после самото поставување на имплантите и едноставно или да ја убедиме пациентката да ја разубедиме или да ја убедиме за операција, односно да ја свати тежината на самата операција и да го свати дека ова што се поставува е нешто што ќе се носи 10, 15, 20 години. Така да советот е пред се добар разговор. Да, вие сте достапни во нашата клиника. Да. Постојано со закажување на нашите телефони. Тука сте нели за преглед, консултација, секако и за конкретна операција, да, колку е потребно и се одлучи за тоа. И сега малце да излеземе од оваа тема, вие учествувавте во еден голем, да кажеме, настан кога опериравте еден пациент кај нас во клиниката, посебно од маркетинг секторот беше забележано, а и доста беше читан и гледан тој настан. Секако и видеото, каде што извадивте 38 кг туморска масачина. 35 кг туморска маса. Кога веќе ви имаме тука, да, дали може уште еднаш да елаборираме тој случај, бидејќи беше интересен и
спасивте еден човечки живот, како да кажам, или го доведовте во еден нормален тек, а претходно човекот буквално страдаше, имаше, да речеме, стомак до земја, имаше огромна тежина, комплетно нарушен систем и живот. Значи, тоа беше еден пациент кој што се појави на амбуланта на крај на работното време, каде што влезе скоро му неподвижен со бастум и кога се соблече, видовме стомак кој што е скоро до земја. Дури вие бевте изненадени како доктор кој што се видел се и се Да. што би рече, би рекол, но сепак ваков случај е... Да, во оваа ситуација пред се разговаравме со самиот пациент. Пациентот, за разлика од толкав стомак, тој стомак не е од дебелина, иако пациентот е обезен, ама не е од дебелина. Нозете се тенки, рацете се тенки. Така да нешто има друго во позадина. Кај тој пациент беше тој пациент кој што претходно одел во други установи кои што не бил примен за оперативен третман, му било говорено ослаби. Многу си дебел, ослаби. И пациентот во таа ситуација која го примив, на 6 месеци траеше периодот на ќе се оперираме, кога ќе се оперираме, како ќе се оперираме. Затоа што тоа е веќе една голема оперативна процедура која што трае некаде околу 6,5 часа, мислам, траеше самата операција и која што не е само битно операцијата, него и постоперативниот тек. Кај тој пациент во текот на самата операција, материјалот кој што се прати на патологија испадна дека е дезмоиден тумор. И тоа е тумор кој што пораснал во последните 2,5-3 години. Не е, пак ќе повторам, не е тоа од дебелина, него има рапиден континуиран раст. И успешно направивме отстранување на самиот тумор и пациентот е сега презадоволен. Зашто? Пациентот сега е подвижен, оди и баш редовно доаѓа на секој месец, доаѓа на контроли, има нормален живот. Чинам сите системи беа пореметени. Сите системи се пореметени, ама пред се најважен е психичкиот систем. Затоа што тој пациент кој што е вржан за постела дома не функционира, не работи, не ни може да работи. И вржан во постела, а сега човекот излегува, се движи, бара сега работа, да се чувствува едноставно продуктивен. Да, колку на вас како млад доктор беше предизвикува да го земете како случај и да го решите оти вака сега сепак не е едноставно да го стапите, оти човекот бил вратен од неколку клиники дури во странство, чинам. Да. На вака сега имав многу убаво искуство од мојата специализација во Белград, каде што уште на прва година на специализација учествував во тим каде што извадивме 18 килограми тумор. Потоа учествував во тим каде што отстранивме 30 килограми тумор и едноставно онкологијата ми е една мила страна. Затоа што естетиката е убава работа, но онкологијата е нешто кое што едноставно највеќе го сакам и кое што највеќе сакам кога ќе се отстрани туморов, како да го решиме дефектот. Тоа е реконструктивната хирургија. И затоа и Војномедицинската академија во Белград е еден од главни центри за реконструктивна хирургија на Балкан. Така да во сето тоа искуство тоа ми даде една позитивна трема да и една желба да сакам да го прифатам тој случај и да го изработам тој случај. Да, еве, јас ви честитам, искрено беше фасцинантно да го следиме тој случај и да го прикажеме преку нашите социјални мрежи, може и да го побараат нашите гледачи во историја на нашиот YouTube канал и Facebook профили. Доктор Живорат, јас ви благодарам што зедовте учество во подкастот. Ви благодарам на вас за поканата. Еден интересен разговор, еден малку поинаков разговор со тема која што ќе ги заинтересира многу умина, пред се, нели, женската популација, но и сите оние кои што имаат проблеми со естетика, каде што е потребна, нели, реконструктивна хирургија. Вие сте тука да помогнете со вашата стручност, а со младоста сте тука да ги донесете новите, нели, методи, техники и технологии кои што претпоставам ги следите.
Ви посакувам успех понатаму и се гледаме во онаа нова сезона, да речеме од септември на подкастот со некоја нова тема. Ви благодарам. Да. Од мене исто така пријатно. Следете на нашиот Facebook профил, YouTube канал на Клиника Жан Митрев. Ова е последната емисија за оваа сезона, од септември најавуваме нови. Ви благодарам што не следевте до сега. Благодарам и до сите доктори кои што зедоа учество. Од мене и од екипата која што го подготвува подкастот. Пријатно.